Добар ден, ученици! Добре дојдовте во денешната училница по предметот македонски јазик. Јас сум оделенски наставник Јасмина Стефанова од Основното училиште Љубен Лапе во аеродром Скопје. На денешниот час по македонски јазик имаме читање на текстот Другарство. Целта на часот е учениците да се оспособат правилно да ги изговараат гласовите. Потоа да се оспособат да ги препознаваат символите на гласовите и да ги поврзуваат во зборови. Да се оспособуваат за читање во себе, гласно читање и почитување на интерпункцијските знаци. Да ја разбере и свати содржината на текстот. Хајде најнапред да погледнеме зборови кои започнуваат на буквата Ф. Ф како фенер. Филм, погодувате, фудбал, фока и Филип. Заедничко за сите овие зборови е бидејќи започнуваат на буквата Ф. Сега да погледнеме буквата Ф во зборот. Жирафа, телефон, семафор, кифла. Заедничко за сите овие зборови е тоа што ја содржат буквата Ф во зборот. Сега да погледнеме зборови кои започнуваат на буквата Х. Хармоника, харфа, хокеј, хор. Забележувате дека сите зборови започнуваат со буквата Х. Ајде сега да видиме зборови кои започнуваат на буквата Ц. Зидар, ѕвезда, ѕид и ѕвонче. Сите овие зборови започнуваат на буквата Ц. Откако се потсетивме на зборовите и на буквите, ајде да погледнеме една слика. Внимателно погледнете ја сликата. Што забележувате? На оваа слика гледаме дечиња како безгрижно си играат. Но дали забележувате дека едно девојче стои настрана со играчките во раце? Да. А од другата страна пак трите дечиња си играат заедно со играчките и си ги споделуваат заедно. Ајде сега да го прочитаме текстот и да видиме што се случува. Текст Другарство. Фросина секогаш зборува вака. Оваа кукла е моја. Ова хеликоптерче е мое. И звоното што го држи дедо Мраз е мое. Гледајте колку играчки има. Сите се мои. Децата си играа заедно. Им беше убаво и весело. Само Фросина седеше настрано со незините играчки. И беше здодевна. Ученици, забележувате дека девојчето што стоеше настрана се викаше Фросина. Сега стопрете го видеото и обидете се да го прочитате текстот. Откако го прочитавте текстот и размислете за содржината на текстот. Сега ќе одговориме на неколку прашања. Кои ликови ги сретнавме во текстот? Во текстот ги сретнавме Фросина и незините другари. Како се однесува Фросина со другарчињата? Веќе погодувате, Фросина со другарчињата не се однесува убаво. Таа е себична. Дали Фросина ги споделува играчките со другите деца?
Не, Фросина не ги споделува играчките со другите деца. Како вие би ја оцениле постапката на Фросина и зошто? Ајде малку размислете. Сигурно ќе дадете ист одговор како јас. Постапката на Фросина не е добра, бидејќи другарството се гради со убаво другарско однесување, со споделување на играчки, заеднички игри, меѓусебно помагање. Како и секој текст, така и овој носи некоја порака со себе, што не учи како треба да се однесува. Ајде вие размислете каква порака има текстот. Разгледате ги сликичките и размислете. Еве мојата порака од текстот. За да бидеш добар другар и да имаш другари, немој да бидеш себичен. Се надевам дека вие имате многу другарчиња. Сега домашна работа. За домашна работа, секој од вас во тетратките да си нацрта една игра што се играте со вашето другарче. Подгответе го приборот и тетратките. Ви посакувам успешна работа. Ви благодарам на вниманието.